За да видите кои се посебните услови за изградба на конкретните градежни парцели од урбанистичкиот план, потребен ви е текстуалниот дел на урбанистичкиот план. На веб страниците на општините и во јавните анкети и јавни презентации, најчесто е објавен само графичкиот дел, синтезниот план. Вашите советници треба да имаат пристап до целосниот документ на урбанистичкиот план на Урбанизам. Обратете се до нив за да ви го достават во целост. Ке го земеме Дуб за градска четврт З02, блок З0202 за пример. Во делот планска документација, текстуален дел се наоѓаат посебни услови за изградба на градежните парцели. Тука ќе најдете за секоја парцела посебно максималната висина на градба, процент на изграденост, основна намена и компатибилни класи на намена, коефициент на искористеност и слични параметри. Преку друг пример, Дуб З05, може да видиме во делот за посебни услови за градежната парцела 6.1, наведено е како услов. Пред да се издаде одобрение за градење, потребно е да се добие стручно мислење од НУ, Конзерваторски центар Скопје и конзерваторско одобрение од Управата за заштита на културното наследство. Потребна е и согласност од Агенцијата за цивилно воздухопловство. Овие мислења ќе ги побарате повторно од советниците за да видите дали се гради согласно нив и дали истите се изготвени согласно законот.